Како и секој петок, така и денеска ние ги стартуваме минутите за нашето здравје и по традиција имаме гости од Аџибадем Систина. Ова утро заедно со мене од левата страна ја поздравувам доктор Марија Гашовска, со која што ќе говориме за мигрената. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Так. Мигрената е состојба со која се соочуваат околу 12% на возрастната популација кај нас. И состојба која за сите кои не ја знаат, навистина е необјаснива, но оние на кои им е позната, е нешто со кое треба да научиш да живееш, да се справуваш и да ги премостуваш тие тешки денови кои знаат да потраат прилично долго време. Што всушност, доктор Марија, представува мигрената? Така е, убаво опишавте. Мигрената е болест, значи тоа е примарна главоболка, тоа е невролошко заболување, кое што се јавува, вие спомнавте, 12% од нашата популација, 10% од светската популација. Тоа е главоболка која што е пароксизмална, значи се повторува стереотипно и е васкуларен тип на главоболие, по интензитет многу јака, а по карактер пулсирачка. Обично ја зафаќа половина од главата во предел околу окото. Так. Кои се симптомите на мигрената? Како да ја препознаеме? Она што ја издвојува мигрената од другиот тип на главоболки е така наречениот период на аура. Аура фактички е предвесник, предзнак дека ќе се јави тој јак мигренотичен напад. Во таа аура имаме најразлични симптоми, најчесто тоа се симптоми од видниот систем. Пациентите ќе опишат дека гледаат светлечка точка која блешти во видното поле, медицински ја викаме сцинтилирачки скотом, или опишуваат други испади во видот најчесто. Секако не е обврзно тоа да бидат само визуелни симптоми, може да бидат и моторни, например да чувствуваат слабост на едната страна на телото, може да опишат сензитивни симптоми, митрне лице, митрне рака, митрне нога. Исто така може да бидат некои малку неспецифични симптоми од типот на губиток на концентрација, немир, анксиозност, обратна еуфорија, чувство на патолошка глад, особено за благо. И тоа е аурата која се јавува и ден пред да се јави тој вистински мигренозен напад. Аурата трае во просек од 15 до 30 минути, никогаш не трае повеќе од 1 час, сем во исклучителни случаи, ги викаме комплицирани мигрени, и нели после тоа се јавува тој јак пулсирачки напад кој што најчесто ги води пациентите по лекари. Пропратни симптоми на мигрената се таа јака болка, која обично е на половина на главата. Не мора секогаш да биде истата страна, може да менува лево и десно, но обично е половина глава. Пропратни симптоми, им се гадење, повраќање, смета светло, смета звук, смета светлина, преосетливи сте на мириси, така што овие пациенти често пати се повлекуваат во темно, сами, без гужва, во затворено и се во тој период навистина неспособни и за работа и за изведување на секојдневните животни активности. Так. Во кој период од животот, во која возраст најчесто знае да се појави мигрената и дали повеќе на иста се подложни жените или мажите? Тоа е добро прашање. Типично мигрената се јавува во пубертет, односно првиот напад го очекуваме пред 20-та година. Жените се 3 пати почесто афектирани од мажите. Да, тоа е има нешто што жените не ги повеќе погодува од мажите? Веројатно не. А главоболките особено. Значи многу се почести кај жените и ретко кога се јавуваат додека се жените бремени, еве тоа е некоја олеснителна околност. Во вториот и третиот триместар практично нема мигрени. Нема мигрени во менопауза. Почести се околу менструалниот циклус, што веќе ни наговестува дека хормоналното влијание и tekako има свој голем удел во настанувањето на мигренските напади и во патогенезата на болеста. Так, верувам дека на оваа тема, на темата мигрена, со која се соочува голем дел од светската популација, па и 10% не е малку, како што рековте, вие се правени бројни истражувања на оваа тема и се барани причините зошто настанува мигрената. Дојдени ли се до некакви резултати зошто настанува мигрената, како резултат на што?
Мигрената, реков на почетокот во дефиницијата, да кажам, е васкуларна главоболка. Тоа е невроваскуларно заболување. Сега да не ги доведиме гледачите во забуна која ќе кажеме васкуларно, нели мислиме на крвните садови, не се работи тука за тромб, за крварење, за некој тоа е функционална главоболка. Значи кога ќе се јави аура мигрена, фактички крвните садови во мозокот се стискаат, се опуштаат и механизмот за контрола на болката откажува, па така тогаш се јавува главоболка. Причинители, тригери зошто се јавува мигрената се познати, голем број од нив се познати и веќе со сигурност можеме да тврдиме да, тоа ја предизвикува мигрената. Тие може да бидат наследни и може да бидат фактори од околината, но овие вториве често пати можеме да реагираме, односно да превенираме, да ги менуваме. Генетиката не можеме. 60% од пациентите кои страдаат од оваа болест веќе имаат во фамилијата некој што исто така боледува. Значи наследниот фактор е тука уклучен. Голем процент од наследниот фактор е вклучен, точно се знаат кои се и гените кои што треба да ги носите, да се манифестираат за да бидете пациент со мигрена. Освен тие наследни фактори, има и ненаследни, односно ненаследни причинители. Дел од нив се многу познати, например некои храни, некоја храна и некои напитоци се промигренотични, предизвикуваат мигрена. Тоа се сирења, кафе, алкохол, пушачите добиваат мигрена, ке разочараме многу гледачи, чоколадото предизвикува мигрена. А се вели дека треба да ни предизвика добро расположение, затоа што го лачи, предизвикува хормонот за среќа. Да, но и мене сакани ефекти чоколадото, еден од нив е појавата на мигрена. Стресот, како и кај многу болести, така и кај мигрената има влијание. Кога ќе кажам стрес, не мислам само на психичко замарање и тоа, меѓутоа се мисли и на физички стрес, се мисли на глад, на премор. Има еден ентитет, тоа е викенд мигрена, значи во викенди кога не работиме, кога треба да сме опуштени, кога имаме време за своите лични задоволства, тогаш се јавува мигрена и се смета дека подсвесно стресот, обврските што ни сте наметнуваат се причина за главоболката. Хормоните веќе ги спомнав, временските прилики, климата влијае на појавата на мигрена, некои навики од типот на седење навечер пред телевизор, пред екран, пред компјутер, тие светлуцања, изгладнување, преморување, сето тоа може да предизвика мигренски напад. Да, прекрасно го опишавте ова и предходно кажувавте зашто се не е способна личноста кога доаѓаат тие напади на главоболки, но можеме ли во кратко да опишеме како изгледа денот или месецот на еден човек или една жена, бидејќи рековте дека жените 3 пати повеќе се погодени од мигрената, и ако навистина ги разгледаме тие 28 денови во време на менструалниот циклус на жената кога преживува се и се што кој мажите не го препознаваат и не го регистрираат, ако ја вклучиме тука и главоболката од мигрената, тога жената навистина секој ден во месецот има некаков проблем и некој треба да ја разбере, нели? Да. Како изгледа животот на една личност со мигрена, а всушност и жена треба да биде? Животот на една жена со мигрена, животот на пациент со мигрена зависи квалитетот каков ќе му биде од тоа колку чести се нападите. Тука нема некое правило, значи може да ги добивате од 5 до 6 месечно, а некои опишуваат и само неколку во текот на животот. Се разбира, ако се чести, почести во текот на месецот, кај жената рековме менструалниот циклус, меѓутоа не мора да значи дека само тогаш, или ако е пациентот маж, неколку пати во месецот може да ја добие, со оглед на тоа дека главоболката рековме е јака, дека има други пропретни симптоми кои што се лимитирачки и не се баш пријатни. Квалитетот на живот може да биде намален поприлично. Главоболката трае долго, неколку часа, до 72 часа. После главоболката пациентите се изморени од болка, исцрпени. Така да често пати веројатно не се ни спие додека траат главоболките. Па да, јака е главоболката и не ви дава да заспиете. Така што е нарушен и сонот, напорен е денот. Во секој случај не сте способни за работа, реков не сте способни ни за секојдневните животни активности. Најдобро е да го замислиме тој пациент дека е надвор од своето работно место, надвор од дневните активности. Ослободени ли се од работа пациентите кои што имаат диагностицирана мигрена и кои што навистина не се работоспособни? Во време на напад не се работоспособни, апсолутно, особено пациентите кои имаат гадење, повраќање, па мора да примаат
химиотерапија, намалена способност на вид и така натаму. Има ли, доктор Марија, мигрената омилено годишно време, некој период во годината кога најмногу е нагласена или кога најнеподносливи се тие мигренски главоболки? Има, и тоа е добро прашање, нели спомнавме дека временските прилики, неприлики се докажан причинител на главоболка, на мигренозна главоболка, на напад. Обично мигрената е провоцирана од влажно време, од спарно време, и тоа е во врска со промена на атмосферските притисоци, така да во годишниот период каде што имаме влажна, спарна клима, почесто се јавуваат главоболките од типот мигрена. Така, а што е во оние месеци кога имаме преголема загаденост на воздухот, како што е периодот од декември до февруари? Влијае ли загадениот воздух? Влијае и загадениот воздух. Значи врти сучи цела година. Кој си ја има маката, ќе си ја влече цела година. Ќе си ја влече цела година, цел живот. Единствено еве кај жените кога ќе дојдат во менопауза, тоа е практично на некој начин лекот за мигрена, тогаш се ослободуваат од главоболки, Тогаш кога ќе се јави на пример кај жена во менопауза или кај маж над 50-та година, кога ќе се јави главоболка што клинички личи на мигрена, многу малку е веројатно дека е мигрена, и тогаш ние како лекари секогаш бараме друга причина. Не можеме да му кажеме на таквиот пациент ти имаш мигрена. Так. Може ли мигрената да се превенира, доктор Марија? Постои ли таква шанса? Може да се превенира мигрената. Рековме на некои фактори не можеме да влијаеме. Не можете да влијаете на својата генетика, таа е каква е. Не можете да влијаете на менструалниот циклус, го добивате секој месец кога сте во тој репродуктивен период, но на многу фактори кои што се причинители на мигрена може да се делува. Ние како лекари алудираме на таа превенција немедикаментозна, без лекови, затоа што спомнавме оваа популација која страда од болеста е млада, па не треба да пие лекови, не треба да сте навикнува на лекови. Ова заболување го носите поголемиот дел од својот живот, така што треба да се научите да живеете, да го менаџирате, и секако превенцијата би била најдобар лек за мигрената. Превенцијата е мајка, тоа е најевтината и најдобрата медицина, така да ние советуваме менување на животниот стил, како не би добивале мигрена. Што подразбира тоа? Да не се пуши, да не се пие, да се има здрав сон, да се спортува, да се побара психолошка терапија ако за тоа има потреба. Физичка активност, верувам. Физичка активност, редовни оброци, здрава исхрана. Да. Но понекогаш мора да се вклучи таа медикаментозна терапија. Имаме 5-6 минути време, само да кажам, да вклучиме еден или двајца гледачи, да поставите конкретно прашање. Верувам дека ве има и такви кои се соочувате со познат или непознат вид на главоболки, а некогаш од страф, бидејќи ние како пациенти, а сите сме ние пациенти, секогаш си наоѓаме изговор зошто не боли главата, од време, тоа е од промена, е од ненаспаност, е од ова или од она, и не си го бараме решението, односно не бараме докторска поддршка да ни диагностицира причина зошто нешто не боли. Но доколку имаат гледачите некое конкретно прашање, телефонските линии се вклучени, можете до 9 часот имаме време да ја поставите прашање на доктор Марија Гашовска од Аџибадем Систина. Само уште нешто околу начинот на третман, да ми кажете како современата медицина ја третира оваа состојба која не е толку едноставна да ја оставиме без таблетарна терапија секогаш. Јасно, кога пациентот има акутен напад, кога доаѓа во нашата установа со болка, ние мора да го истретираме тој акутен напад на болка. Значи, болката фактички ве носи на лекар, ви смета и мора да му најдете лек на пациентот да му се помогне. Сега, нема тука некое правило кој лек точно би ви препорачале да го земете за вашата главоболка. Реков, ова се главоболки што стереотипно се повторуваат, пациентот веќе си ги знае и обично знаат кој лек и им помага. Тоа може да бидат и обичните аналгетици што ги имаме нели дома во домашните аптеки од типот на парацетамол или аспирин, и ако тоа помага, советуваме да се земе тоа. Нестероидните антиревматици помагаат, може пациентите да ги земат и нив. Сега
постои една посебна група на лекови, ова што рековте, медицината отидна напред во третманот на оваа болест. Тоа се специјална група на аналгетици кои што се викаат триптани. Тие се мокни и делуваат не само на болката, туку и на пропратните симптоми. На мигрената ги спомнавме фотофобија, значи смета светло, смета звук, смета глас. Тие лекови е услов да се земат многу рано. Значи, уште во време на аура, кога вие знаете дека ќе следи мигрена, да се земат тогаш. Ако нападот се развие и доживее некоја кулминација, обично имаат многу благ или никаков ефект. Сакам да потенцирам само дека овие лекови не се мешаат со други лекови, значи треба да ги препише лекар, треба внимателно да се исклучиво по препорака на лекар. Доктор Марија, имаме гледач на линија, во интерес на времето да му дадеме збори да го постави своето прашање. Добро утро или добар ден? Добро утро. Повелете во програма. Сакам да прашам најпрво дали некоја храна предизвикува мигрена и која конкретно? И дали може би циркулацијата или недоволната циркулација до мозокот може да предизвикува мигрена? Дали ја разбрахме добро гледачката? Благодарам. За делот околу храната и околу намирниците веќе спомнавме, ќе повториме уште еднаш, да. За одредени типови на храна и за одредени пијалоци се знае дека се добро друштво на мигрената. Значи, доколку имате мигрена, треба да избегнувате конзервирана храна, треба да избегнувате сирења, чоколадото го спомнавме, алкохол и кафење треба да се избегнуваат. Околу делот со циркулацијата, што го спомна гледачката, значи рековме ова е васкуларен тип на главоболка, но механизмот на болка е поинаков, така да не може да направиме паралела помеѓу недоволна циркулација и појава на мигрена. Не, скроз е различен механизмот на настанување. Так, имаме уште еден гледач, благодарам доктор Марија. Ајде да му дадеме збор и на вториот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас имам бесоница и некогаш и главата ме боли. Дали е таа силна главоболка, дали е неподнослива главоболка? Поднослива е, ама и пијам лекови по терапија. И со невролог се консултирав. Веројатно сте во фаза на менопауза, така? Да, во менопауза. Да, причините веројатно можат да бидат повеќе. Да. Ви благодарам. Нешто за смирување, докторката, ако може, за да можам за сонот да го подобрам. Така, ви благодарам за прашањето кое го поставивте. Веројатно е тешко конкретно да одговориме. Ова се случува често. Значи, ова е повозрасна пациентка, еве вие и конкретно прашавте дали се наближува до тој тежок период за жената до менопаузата, истата го потврди. Факт е дека таа има некаков хроничен тип на главоболка, нешто што трае, нешто што таа го влече. Не мора да значи дека е мигрена. Има и друг тип на главоболки. Пред се ќе го спомнам тој тензионен тип на главоболие. Тоа е главоболка кога боли цела глава, како притисок, како стисната да е главата. Најчесто тоа се главоболки кои потекнуваат од дегенеративни промени во вратниот рбет или народски спондилозата ќе обвиниме. И пациентката побара лекови за смирување со право, затоа што тоа што го носите толку долго и живеете со болка, ве прави нервозни, ви го ремети сонот. Пак ќе кажам, најлесно е, но и најпогрешно да се дадат лекови за смирување. Треба да се прибегне кон друг немедикаментозен профилактички третман, физичка активност, физикални терапии, одвикнување од аналгетици, хидротерапија, пливање ако е во можност, тоа би и те како би го подобрило секојдневието, па и сонот, мислам. Да, нашиот народ традиционално прибегнува кон терапија со лекови, со апчиња, меѓутоа тоа е погрешно. Најлесното ни се чини дека е најлесно, но всушност тоа е најтешкиот и најнепотребниот начин ако можеме да примениме некоја друга
некоја друга техника, но во овој дел јас не би ви се мешала, тука би ви се заблагодарила на вашето гостување. Верувам дека бевме од корист и верувам дека ве подсетивме сите вие кои имате главоболки, а не сте презеле ништо, да се консултирате, еве можете директно кај доктор Марија Гашовска во Аџибадем Систина да закажете и да ги отстраните сите ваши нејасноти и грижи поврзани со главоболките. Поздрав до целиот тим, поздрав и до вас и посакувам убав викенд и во некоја следна прилика се гледаме повторно. Ви благодарам за поканата, мене ми беше драго и се надевам дека бевме конструктивни за нашите гледачи, па ќе се видиме во друга прилика со друга тема. Так.